Контрацепција е заштита од несакана, односно непланирана бременост. Тоа е еден многу важен сегмент во процесот на планирање на семејството, па од тука е исклучително важна за животот на секоја девојка, на секоја жена, на секој пар, од аспект на тоа што представува начин на контролирање на својот живот, на сопственото здравје, контролирање на својата иднина и планирање на семејството, односно остварување на семејство тогаш кога за тоа ќе биде спремна девојката, односно парот. Постојат различни методи на контрацепција и кога се размислува за контрацепција, секогаш се размислува на методот кој што ќе биде најбезбеден, односно што значи тоа? Метод кој што ќе обезбеди максимална заштита од несакана, односно непланирана бременост, кој ќе биде едноставен за применување, нема да има несакани ефекти, а нешто што е најблиску до ваква метода на контрацепција и што се препорачува особено кај младите парови, е двојната метода, односно паралелно користење на хормонска таблетка кај девојката и презерватив кај машкото. Меѓутоа, што е битно овде да се истакне е тоа што оваа метода, освен што штити од несакана, односно непланирана бременост, дополнително обезбедува заштита и од пренос на сексуално преносливи инфекции. Апсолутно, само безбедниот секс е добар секс. Тоа треба да се практикува, да биде животна навика, а основа за практикување на безбеден секс е добра информираност, навремена. Што значи тоа? Информираност уште на почеток со почнување на сексуални односи, за да безбедниот секс стане животна навика и животен стил. За жал, секогаш првата асоциација за употреба на хормонска таблетка асоцира на страф од несакани ефекти, односно страф од зголемување на телесна тежина, од појавување на акни, од појавување на несакани влакна, па дури од доживотно нарушување на нормалниот менструален циклус. Тоа е апсолутно погрешно. Сите овие предрасуди и верувања практично се темелат на лоша информираност. Факт е дека секој лек може да има несакан ефект, меѓутоа несаканите ефекти се сведуваат на минимум доколку лекот биде правилно дозиран, правилно ординиран и нормално од стручно лице. Што се однесува до хормонските таблетки, во последниве години континуирано се работи на подобрување на нивниот квалитет, со тоа што оние таблетки кои што во моментов се достапни на пазарот, имаат исклучително добра формула, одлична избалансираност на состојките, минимална концентрација, добро избалансирана, минимална доза која што е потребна да се постигне ефектот, а нус ефектите, односно несаканите ефекти се практично сведени на минимум. И уште еднаш ќе повторам, најчесто се случуваат таму каде што не е направен добар избор на препаратот или не е соодветно ординиран. Затоа, мој совет е секогаш пред употреба на хормонски таблетки да се консултира стручно лице, гинеколог, кој што точно ќе определи кој тип на хормонска таблетка е соодветен за секоја индивидуа. Дополнително, освен контрацептивниот ефект, односно спречување, овозможување на заштита од несакана бременост и непланирана бременост, таблетката има и протективни ефекти, односно во зависност од должината на употреба на таблетките, докажано во голем број на студии е дека таблетата го намалува ризикот од некои заболувања, како што се малигни заболувања на јајниците, на слузницата на матката, го намалува ризикот за појава на бенигни промени на дојката, на бенигни промени на јајниците, дури го намалува ризикот и од појава на некои системски заболувања, а освен овие протективни ефекти, има и дополнителен, така наречен бјути ефект, односно таблетката индиректно преку функциите овозможува, го подобрува изгледот на кожата, го намалува растот на несаканите влакна, го намалува растот и појавата на акните, па дури и ги стабилизира оние осцилации во расположение што се исклучително чести, особено во млада популација и особено пред започнување на менструалниот циклус и кои што сериозно го нарушуваат
квалитетот на живот, односно ги стабилизира, ги нормализира оние симптоми на предменструалниот синдром. Значи, освен контрацептивниот ефект, и протективниот и бјути ефект, пилулите се користат и за третман на некои состојби, кај одредени индивидуи имаат исклучително добар ефект. Тоа се најчесто состојби на нарушен менструален циклус, оние болни менструални или интерменструални крварења, пропратени со болки, со обилна крвозагуба, која што може да доведе понатаму до сериозни загрозувања на здравието на жената. Така да, една од клучните индикации е нормализирање на менструалниот циклус. Освен тоа, имаат исклучително добар ефект кај состојби на полицистичен оваријален синдром, што е релативно честа работа, особено во адолесцентна возраст и одлично се третира со ваквиот тип на терапија. За разлика од хормонските пилули, спиралата делува само локално, значи ги нема оние системски ефекти што ги напоменав кај што ги има хормонската таблетка. Апсолутно дека нуди заштита од несакана, непланирана бременост во голем процент. Ризикот од забременување е некаде околу 0,2%. Постојат различни типови спирали, постојат и спирали кои што содржат хормони и ги ослободуваат споро и се користат и за тераписки цели кај одредена популација. Меѓутоа ќе напоменам дека доколку спиралата се користи како контрацептивно средство, најдобро е повторно да биде тоа со препорака со паралелно користење на презерватив за заштита од сексуално преносливи инфекции. И ќе напоменам дека сепак постои индикација каде се употребува спиралата и каде се препорачува употреба на спирала, а кога се препорачува хормонска таблетка, а најдобра информација за тоа се добива од стручно лице, односно од гинеколог. Препорака до сите девојки, до сите жени е дека треба да практикуваат безбедни методи на контрацепција. Тоа е воедно и стил на живот, тоа е стил на живот на современа девојка, современа жена. Тоа треба да биде животна навика, да се практикува, затоа што единствено на тој начин можеме да го контролираме своето здравје, секоја девојка, секоја жена, и тоа е еден клучен начин за планирање на семејството. Секогаш треба да се бара совет од стручно лице и секогаш да бидеме свесни за тоа дека бременоста не треба да биде по случајност, туку треба да биде по избор, односно тогаш кога девојката, односно парот ќе бидат спремни за тоа.